Во рамки на проектот Ослободи го умот на цивил, посветен на справувањето за дезинформациите, пропагандата и хибридните закани кои делуваат во земјата и во странство, разговараме со Ана Крстиновска од Естима, синолог, врвен познавач на приликите во кинеското општество и начините на кои делува кинеската пропаганда и истовремено беше еден од организаторите на обуката спротивставување на странската пропаганда и дезинформации преку јакнење на капацитет на новинарството. Господја Крстиновска, повелете, кажете ни од ваше искуство кои се начините на делување на кинеската пропаганда во светот, а секако и во земјава. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за можноста да поразговараме за оваа тема, која што е навистина важна, меѓутоа до некаде е занемарена во нашиот медиумски простор. Кина има долга традиција на пропаганда, пред се наменета за домашна публика, за кинеските граѓани, и во текот на последните десетина години особено, гледаме на некој начин екстензија на истите тактики и стратегии кон надвор. Кинеската пропаганда во голема мера е насочена кон представување во позитивно светло на сите кинески достигнувања, пред се на економски план, меѓутоа и на технолошки план, и во таа смисла Кина здравствено, особено во времето на ковид, и во таа смисла кинеската стратегија и кинескиот пристап се многу различни од рускиот пристап, затоа што за разлика од Русија, Кина има силни економски достигнувања кои што се обидува да ги промовира во светот и на тој начин да се представи себе си во поубаво светло. Се разбира, тука нема ништо спорно, меѓутоа паралелно со промовирањето на сите убави аспекти поврзани со кинеската култура и економија, Кина паралелно работи преку цензурирање или елиминирање на сите видови критика кои што се поврзани со кинеската држава, со кинеската комунистичка партија или со различни случувања во кинеската држава, како што е, например, ситуацијата во Шинџјанг, во Хонг Конг, односите со Тајван и така натаму, што води кон... Со Индија исто имаат некој граничен до разбирање. Да, имаат граничен спор со Индија и со сите соседи имаат граничен спор. Меѓутоа, она што го гледаме ние е една идеализирана представа за тоа што прави Кина дома и во светот. И токму поради тоа зборуваме за пропаганда, а не зборуваме за јавна дипломатија, како што тоа е најчесто случај за демократските општества, од кои што добиваме и позитивни и негативни вести. Она што излегува надвор од Кина најчесто се позитивни вести за тоа што и како прават кинеските власти и кинеската комунистичка партија. Значи, за разлика од руската која е агресивна, кинезите користат би рекол една позитивна пропаганда. Како што кажавте, ги величаат своите успеси, а секако тука и економскиот дел, каде што со инвестиции навлегуваат пред се во одредени сегменти на општествата во останатите земји. Да, секако. Русија користи многу повеќе дезинформации и целта е да се прикаже Западот како исто толку негативен или како регион, како дел од светот кој што е во иста ситуација како Русија, каде што нема ништо подобро од она што се случува во Русија. Кина сака да го представи својот развоен модел како алтернатива на западниот развоен модел. Ако порано зборувавме само за промоција на економските аспекти, сега, особено од ковид пандемијата навамо, Кина се обидува да го прикаже својот политички модел, оној авторитарен еднопартиски систем, како алтернатива на западните демократски вредности, односно како модел кој што води кон економски развој. И особено добро го искористи периодот на ковид за да алудира на тоа дека демократските држави не можат добро да се справат со ковид, како што тоа може да го направи Кина. Се разбира, на крај се покажа дека начинот на кој што Кина се справуваше имаше и тоа како недостатоци и недоследности. Меѓутоа, тоа не можевме да го видиме преку кинеските медиуми, преку кинеските начини на делување. Друго исто така што споменавте е промовирањето секако на кинеските инвестиции. Тоа го гледаме во нашиот регион особено, каде што можеби не се инвестиции, туку се повеќе кинески заеми, кинески проекти, кои што Кина се обидува да ги представи како супериорни или поуспешни
во однос на проектите кои што се финансирани, да кажеме, со европски средства, и при тоа се става акцент на исклучување на сите негативни аспекти поврзани со кинеските проекти, како што се, например, огромното загадување, штетите по животната средина. Тоа пред се го гледаме во Србија, како што се, например, недоследностите во спроведувањето на постапки за јавни набавки, како што беше случај со автопатот Кичево-Охрид. Истиот случај го имаме во Црна Гора. И така натаму, и всушност Кина се обидува да прикаже дека она што таа прави е модел кој што би требало другите држави, вклучително и Македонија и државите од регионот, да го следат во иднина. Да, како што спомнавте, најсвеже примерот е и најголем во Србија со инвестициите, меѓутоа тука и како што гледаме има и голем увоз на кинеско оружје. И тоа е еден начин на делување во регионот. Да, Србија е единствената држава од регионот која што активно соработува со Кина на областа на одбраната и безбедноста. Останатите држави, како Македонија, Албанија и Црна Гора, не може да си дозволат такво нешто, се разбира, тоа е надвор од здравиот разум, бидејќи сме држава членка на НАТО. Гледаме и во Босна кинески донации пред се на оружје, меѓутоа Босна не купува активно одбранбени штитови, противракетни штитови, како што тоа го прави Србија. И со новиот договор за слободна трговија, кој што го подпиша, има посебна глава во договорот со кој што ќе се интензивира соработката во областа на набавка на оружје меѓу Кина и Србија. Се разбира, Србија во тој поглед е исклучок, би рекла, во регионот, каде што кинеското влијание, барем кога станува збор во овие чувствителни области, е во фаза на опаѓање. Како што спомнавме, исто разговаравме и за време на обуката која ја организиравте, јас бев учествував во неа. Значи, ние во Македонија најголем наплив на кинеската пропаганда осетивме за време на ковидот. Ги образложивме причините како што, меѓутоа сега во последно време, до тоа што забележуваме, пенетрацијата на кинеската пропаганда кај нас, освен преку инвестициите што ги нуди и заемите и во соседството и кај нас, се исто преку инсистирањето на Кина како водечка членка на БРИКС. Гледаме дека тука едноставно некако БРИКС пред се кај противниците на Европската унија и НАТО се заговара како една алтернатива која би била добра за Македонија. А знаеме дека кинезите баш токму Кина го промовира и настојува да биде водечка во тој поглед. Да, БРИКС се стреми да се позиционира како алтернатива на Г7, како некој вид на раководство во сенка на светско ниво, кое што би одлучувало за различни глобални аспекти и би понудила некоја алтернатива на она што го нуди западниот либерално-демократски свет. Мислам дека кај нас не достига дебата за тоа што е БРИКС, за тоа што е Кина, какво е кинеското општество, и малку лесно или лекомислено се користат различни термини кои што ги нуди Кина, како например мултиполарно општество или мултиполарен свет. Треба да имаме предвид дека БРИКС, барем првите земји и основачи, 5 држави, се држави кои што се релативно мокни. Можеби не можеме да зборуваме за супер сили, меѓутоа во секој случај се регионални сили, и самиот концепт на мултиполарност подразбира дека овие регионални сили си имаат своји зони на влијание. Ние сме пред се држава од помалку од 2 милиони жители и она што нас би требало да не интересира е мултилатерален систем заснован на правила. Бидејќи во мултиполарен систем вие ги имате големите и мокни држави кои што ги договараат правилата меѓу себе, ги менуваат правилата меѓу себе, и тоа неретко може да биде на штета на помали држави. Го гледаме тоа впрочем во војната во Украина, каде што ги имаме Давид и Голијат, односно Русија и Украина.
И вакви појави на агресија врз помали држави од страна на поголеми би можело и би требало единствено да се превенираат преку мултилатерално делување, каде што и малите држави би имале свој глас. Во моментов понудата за БРИКС не вклучува такво нешто и не вклучува, барем според мене, некоја солидна алтернатива на мултилатералните организации кои што ги имаме. Гледаме една глобална поларизација меѓу истокот и западот, меѓутоа треба малку подобро да разбереме и да анализираме што ни нуди едната опција, што ни нуди другата. Ние како држава и во периодот на Југославија сме живееле во еден поинаков систем кој што не бил демократски. Сега можеби нашата демократија не е совршена, меѓутоа во секој случај треба да ја унапредуваме и да ја развиваме во насока на подобра демократија, а не да размислуваме за некој алтернативен систем кој што ни го нуди Кина, Русија или која да е друга држава. Особено што се автократски држави, каде што знаеме дека човековите права се газат секојдневно. Сакав да посочивме неколку насоки на делување на кинеската пропаганда. Ние во нашето справување, да речем, со дезинформациите кои доаѓаат и кои се присутни на пред се на социјалните мрежи, можем да кажем, ги гледаме кинеските апликации, пред се TikTok, како начин на широко распространување на кинеската пропаганда. Знаеме дека TikTok е веќе и под надзор на американските органи кои бараат некои одредени правила за да може да обстои барем во Америка, а исто така TikTok се користи од разни екстремни организации како Хамас за делување, за спроведување на својата пропаганда и да не ја заборавиме широко распространетоста на TikTok кај руските пропагандисти кои го користат на секој можен начин за споделување на TikTok, на deepfake видеа, за споделување преку TikTok ги дискредитираат неистомислениците и секако Западот, што го спомнавме, и оправдуваат војната во Украина. Да, тоа го забележуваме на сите социјални мрежи, меѓутоа со TikTok веројатно ризикот е поголем, бидејќи целната публика е пред се помлади луѓе, адолесценти, тинеџери. Ги земаат здраво за готови, не одат подалеку да проверат. Имаат доста ограничено критичко мислење. со собствениот деца поборани, објаснува. Да. И плюс факт е тоа што TikTok е во собственост на Biden кинеска компанија и можеби тоа дополнително ја оттежнува на некој начин таа глобална соработка за заштита од дезинформациите на светско ниво. Потребно е апсолутно да се воспостави поголема регулација од страна на самите мрежи. Гледаме дека веќе има некои преговори и од страна на САД и од страна на ЕУ со Мета, со Twitter и така натаму. Истото би требало да се преслика и на TikTok, и доколку TikTok сака да има пристап до информативниот простор во земји како што се европските, тогаш би требало да игра по некои правила кои што ќе ги ограничат можностите за ширење на дезинформации и неселективна пропаганда која што го обликува јавното мислење на начин кој што е комплетно различен од реалноста. На работилницата пак ќе се навратам, спомнавте кои се најекспонираните кинески мрежи за споделување на дезинформациите, да им кажем и на нашите гледачи малце повеќе околу тоа, а секако и на кои кинески извори, независни колку што ги има, можеме да се ослониме за да знаеме нешто повеќе околу случувањата во Кина. Кога станува збор за социјалните мрежи, нашиве социјални мрежи што ние ги користиме секојдневно, Мета, значи Facebook, Instagram, Twitter, не се достапни во Кина, исто како што не се достапни некои алатки за комуникација, како што се Viber, WhatsApp и така натаму. Кинезите имаат своји мрежи за комуникација и социјални медиуми, кои што се
кинеско производство, односно кои што подлежат на строга цензура и таму има огромен тим, не се не знае колку илјадници луѓе работат на секојдневна проверка на содржините кои што се објавуваат, во смисла кои содржини се дозволени, кои содржини не се дозволени да бидат споделувани и тие што не се дозволени постојано се отстрануваат. Нашиве социјални мрежи не се достапни таму, бидејќи тие кинески цензори немаат механизам да прават цензура на социјални медиуми кои што се сместени во САД или во Европа или во некоја демократска држава. Тоа на Кина ја овозможува од една страна да ги пласира своите информации, својата верзија на станите, а од друга страна да го ограничува влезот на информации од странство во Кина. Значи имаме строга контрола на информациите кои што излегуваат од Кина и кои што влегуваат во Кина и се наменети за кинеските граѓани. Кина има исто така многу развиена мрежа на своји традиционални медиуми, кои што се присутни дури и кај нас во регионот. Имаме CGTN со профил на Facebook на македонски, имаме China Radio International кој што емитува на српски, српско-хрватски, на албански, така што најголем дел од граѓаните во нашиот регион ги разбираат тие јазици. Да. И сето тоа и овозможува на Кина да биде постојано присутна во странство. И сега кога станува збор за анализа на тоа од каде можеме да добиеме кредибилни податоци, мислам дека е апсолутно пожелно да се читаат и кинеските медиуми, меѓутоа со еден критички осврт, да се читаат и западните медиуми, за да можат корисниците на информациите да ги имаат сите сознанија и на некој начин сами да просудат за тоа што е точно, што не е. Дополнително има некои весници кои што се пред се базирани во Хонг Конг, би го издвоила South China Morning Post, кој што е навистина кредибилен и објективен весник според мене и покрај тоа што Хонг Конг откако се повеќе се вклопува во системот да се врати кон мејнленд Кина, не обезбедува баш средина за развој на слободни и критички медиуми, меѓутоа South China Morning Post остана еден од медиумите кои што барем јас редовно ги читам и доста ги ценам. Да. Исто така постојат многу think tank организации и во Европа и во нашиот регион кои што обезбедуваат солидни анализи за Кина, така што мислам дека имаме навистина изобилство од информации, само треба малку напор за да се открие во тоа изобилство или во таа прекумерност на информации кои се оние вистинските. Секако тука важат истите правила дека треба да се читаат авторски текстови кои што имаат подпис, а не такви кликбейт или сензационалистички содржини кои што најчесто имаат за цел да ги наведат граѓаните на некои погрешни информации. Тука доаѓаме и до следното прашање. Значи, кои се механизмите кои ние тука и кој би требало да ги спроведе за да се како би да кажам за да се минимизира негативното дејство на кинеската пропаганда? Дали се тоа институции, граѓански организации, едукација? Имајќи предвид дека таа дискусија за слободата на изразување и дезинформациите и од друга страна цензурата е навистина деликатна и тенка е линијата како може да се премине од борба против дезинформација кон цензура. Значи, она што ние се обидуваме да го пропагираме не е строга контрола на информациите како што тоа што го прави Кина, да ја имитираме Кина или Русија, туку подигнување на нивото на граѓаните да можат сами да проценат што е точна, што е погрешна информација. И во таа смисла институциите имаат мала улога, односно нивната улога би требало да започне во моментот кога дезинформациите или пропагандата почнуваат да имаат некакво влијание врз националната безбедност, врз јавната безбедност или врз некои други посериозни аспекти поврзани со државата. За останатиот дел препорачливо е да се посвети поголемо внимание од страна на граѓанското општество и тука се пред се организациите како нашата кои што прават анализа на начините, на механизмите кои што ги користат Кина и Русија и медиумите, новинарите кои што се на некој начин филтер во пренесувањето на тие информации до граѓаните. Дали се филтер, јас тука би требало да биде филтер. Дали се од вака од искуство
да се коригирам. Видете, дали се, како и во секоја професија, има новинари кои што навистина се за восхит за работата која што ја прават, и има новинари кои што дали своеволно или поради екзистенција прифаќаат да работат на начин кој што не доликува. Дали вие сте забележале некоја соработка со вас како е релевантна организација, ве паќе се наврата на обуката? Тука имаше некоја, како да кажам, корелација со медиумите, меѓутоа дел од нив некако на самото покажаа дека не ги восприемаат на ист начин. Да, можеби со некој дезинформацијата или информациите, да. Зависи од нивото и од секојдневната работа. Ние имаме многу интензивна соработка со Сдруженијето на новинари на Македонија и преку нив се обидуваме навистина да работиме на јакнење на капацитетите на новинарите. Најпрво да разберат како функционира Кина дома, затоа што она што го прави Кина надвор е во голема мера пресликување на истите тие алатки и техники и да можат понатаму да влијаат на елиминирање на погрешните информации, на прекумерната пропаганда од информативниот простор и нудење на квалитетни содржини. Сега, не би навлегувала во конкретно во тоа дали или кои новинари на кој начин известуваат, меѓутоа би сакала да кажам дека е недоволно. Недоволно е Кина застапена во нашиот медиумски простор, постои недоволен интерес за аналитички содржини, значи ние имаме на сите дневни вести некоја минимален временски интервал посветен на меѓународни односи, тоа е фактографско пренесување на тоа што се случува во светот, Генералното собрание на Обединетите нации започна и така натаму, меѓутоа немаме доволно аналитички содржини како тоа што се случува на светско ниво, како тоа што го прави Кина влијае врз војната во Украина, врз конфликтот на Блискиот Исток, како влијаат кинеските инвестиции во нашата држава, кинеските проекти, како Кина соработува со различни чинители. Тоа во моментов е се уште недоволно предмет на интерес кај новинарите. И ако недоволно новинарите пласираат содржини во врска со тоа, тогаш немаме информирана јавна дебата и е потешко за граѓаните да изградат свој став за тоа што е добро, што не е добро и своje мислење во поглед на Кина, во поглед на соработката наша со Кина и така натаму. Уште едно прашање, како и дали во таа насока делува кинеската амбасада овде? Забележав дека имаат интензивна активност на социјалните мрежи, особено на Facebook го забележав тоа, каде што службеници во амбасадата праќаат покана за пријателства. Гледам дека тоа се во последно време малце поизразено. Facebook е нешто што кинеските амбасади низ целиот свет, не само кај нас, добија насока да го користат како алатка некаде во 2019 година. Тоа е релативно подоцна од моментот кога сите ние сме започнале да го користиме Facebook пред 15 години. Со гледна тоа дека во Кина не се користи, а тука го користат. Тогаш Кина станува свесна за користа на западните социјални медиуми и мрежи како што е Facebook и започнуваат активно да го користат. Она што е интересно во поглед на начинот на кој што кинеските амбасади го користат Facebook е комбинацијата меѓу она што се нарекува фасилитативна и убедителна комуникација. Значи во почетокот и не само амбасадите, и различни кинески чинители кога се појавуваат на Facebook, имаат тенденција да пласираат содржини поврзани со кинескиот економски развој, со футуристички градови, со сладки панди кои што Кина ги донира на секаде низ светот. Меѓутоа, тоа има за цел да се обезбеди соодветен број на следбеници на тие профили, на тие страници, за во некој момент кога има потреба да може да се пласираат убедителни содржини, односно содржини насочени кон постигнување на некоја цел на кинеската влада или на кинеската комунистичка партија. Тоа го видовме
особено во периодот на COVID, кога се водеше таа истрага за потеклото на вирусот, па во тој момент Facebook стана мокна алатка за пласирање токму на такви информации од страна на кинеските ентитети и YouTube и сите западни мрежи, меѓутоа интересно е тоа што најголем дел од кинеските чинители присутни во регионов се присутни само на Facebook. Има многу помалку на Twitter или на Instagram. Facebook останува некако привилегираната алатка на која што се присутни. Значи, да ги прифаќаме меѓутоа предпазливо. Да, се разбира. Не, како што кажавме, не цензура не е решение, меѓутоа критичко Сега мислење. против цензура и се бориме. Да, меѓутоа критичко мислење и критички став кон сите информации што ги добиваме се апсолутно потребни.